Имаше 4 дена да го избегне циркусот и потрагата низ Скопје, но поранешниот премиер Никола Груевски очигледно одлучил дека затворот не е местото каде што тој треба да се најде. На 9 месецов во петокот пратениците не изгласаа одземање на мандатот на Груевски, но истиот ден беше објавено дека кривичниот совет ги одбил сите жалби поврзани со Груевски за одложување на затворската казна, така што затворот е последниот исход од случајот Тенк, каде што Груевски има правосилна судска пресуда од 2 години затвор. Но по 3 дена оставени на негова волја да се јави за издржување на казната, Груевски како да го снема, со што конечно МВР во текот на вчерашниот ден издаде потерница со која официјално полицијата започна потрага по Груевски. Првата адреса беше неговиот дом. Нема ништо ново отпред зградата каде што е матичното живеалиште на поранешниот премиер Никола Груевски. Тука сме нешто повеќе од 1 час и можам да заклучам дека најверојатно и полициските службеници кои што беа тука заклучија дека тој не се наоѓа во својот дом. Интересот и кај медиумите опадна тука да го чекаат поранешниот премиер Груевски. И кога дојавме имаше десетина екипи, сепак сега 1 час подоцна 1 или 2 екипи се останати. За медиумите нормална е заинтересираноста каде е поранешниот премиер и екс-лидер на ВМРО-ДПМН, така што ниту влезот пред затворот во Шутка не помина без бегалецот да биде пречекан од страна на медиумите. Се уште остануваат затворени капиите во затворот Шутка, тоа што го забележав дека се уште не е пристигнат ниту пак директорот на Скопскиот истражен затвор Шутка Ѓоко Котевски. Веќе 7 часа полицијата е со национална потерница кон поранешниот премиер Никола Груевски, но во овие моменти, како што веќе и известно, го немаат трагот токму на поранешниот премиер Никола Груевски, кој што е осуден на 2-годишна затворска казна и треба тука да се јави во Скопски истражен затвор во општината Шуторизери во Скопје. За време на целата потрага по Груевски, пред седиштето на ВМРО-ДПМН беше релативно мирно и тивко, се до 22 часот, кога единицата Алфи ги размрда новинарските екипи, кога се појавија изненадно и почнаа да ги проверуваат сите возила кои излегуваа од подземните гаражи, кои водат до Белата палата на најголемата партија во опозиција. Проверките траја 10 минути пред гаражите и уште 20 на улицата Даме Груев во близина на Министерството за финансии. По долгото чекање на зимни температури, конечно се раздвижи околу ВМРО-ДПМН. Пред половина час, овде на ова место, ова е подземните гаражи кои што водат до седиштето на ВМРО-ДПМН, имаше полиција, Алфи, кои што околу 5 до 10 минути проверуваше секое возило кое што излегуваше токму од овде, за потоа истата полиција да се префрли и да своите проверки да ги прави токму кај Министерството за финансии, како што можете да го видите тоа. Се уште се таму возилата на некои од полициските Алфи, меѓутоа нема луѓе. Но, откако траја проверките пред оваа катна гаража, влегоа 2 автомобила внатре во гаражите на партијата, за потоа да излезат 2 возила и тоа со нагла брзина, затоа и не беше возможно за новинарските екипи, односно за камерите да го фатат и тој момент. Ке повторам, тоа беа 2 возила кои што со нагла брзина излегоа од катната гаража и се упатија кон собранието, во правец кон собранието. Се уште трае потрагата по поранешниот премиер Никола Груевски. Екипата на 1 ТВ останува овде да го следи развојот на настаните. Токму ова беше причина за револт внатре во партијата, која закажа пресконференција во 22 часот и 20 минути, а излезе 1 час подоцна преку генералниот секретар на партијата да го осуди претресот на полицијата. Никогаш, ама никогаш во историјата на независна Македонија немало примена на ваква сила врз партија во опозиција. Ова е класична злоупотреба на полицијата во партиско-политички цели. Ова е хајка и линч врз сите кои мислат поинаку. Режисерите на ова сценарио сакаат да ги заплашат сите кои мислат поинаку и се противат на капитулантската антимакедонска политика на аболицираниот Заев. Во ваквиот прогон Заев ги злоупотребува и медиумите. Она што вечера го прават неговите орди не е помирување, туку дополнително зовривање на политичката криза. По бројните шпекулации за тоа каде би можел да биде поранешниот премиер,
Екипата на 1TV известуваше и пред амбасадата на Унгарија во Македонија, како и вилата Водно, како некои од бројните шпекулации кои се ширеа во текот на вечерта, но таа заврши без конечен исход. Потерницата се уште е на сила, а потрагата по некогашниот премиер Никола Груевски продолжува.